енергетскиот развој. Нашата активност ќе биде во насока на енергетскиот развој на земјата, што ќе придонесе и за економскиот развој, нови работни места, поддршка на секоја општествена сфера и задоволување на интересот на граѓаните. На оваа трибина ќе настапат Крсте Миладинов, Иван Стојановски и Љупчо Јотевски. Љупчо, како енергетиката влијае на екологијата? Ти благодарам. Значи, енергетиката и како влијае на екологијата, производството на електрична енергија е нешто што е неопходно во нашата држава, меѓутоа во исто време мора и како да внимаваме на екологијата. Од тие причини во минатиот период беше посебно внимание се даваше на алтернативните извори на електрична енергија. Тука би го спомнал ветерниот парк во Богданци, каде што со 18 ветерници имаме направен тој ветерен парк со 16 ветерници, инсталирана мокреност од 36,8 мегават часови и со годишно производство на 100 гига киловат часови електрична енергија. Значи, во секој случај, кај нас такви ветерни паркови би требало да се направат и многу повеќе, освен ова што е ветерниот парк во Богданци, и знам дека се работи на оваа проблематика. Исто така, како алтернативно решение во производството на електричната енергија во Македонија ни представува и нашето поднебје, кое што имаме извонредни, по некои статистики 270, по некои најнови проценки дури 283 сончеви денови во годината, што значи нашето поднебје ни возможува да може да произведуваме електрична енергија од сонцето, односно да искористиме сончевата енергија со тие фотоволтажни кели. Во секој случај, значи, како алтернативно решение за производство на енергија што би била и топлинска, доаѓаат кај нас тие 18 полења со околу 50 извори на топла вода, меѓутоа таа температура на водата не е до тој степен за да може да искористиме во производство на електрична енергија, но може директно во домаќинството. Во домаќинството, во загревање, значи на оранжери и слично на тоа. Во ред, ви благодарам. Крсте, како стоиме со употреба на природниот газ? Темата на денешната трибина е алтернативни извори на енергија, но секако гасот и покрај тоа што не е алтернативен извор го наоѓа местото на денешната трибина од едноставна причина што делот на енергија кој е потребен на држава се зголемува секоја година и покрај тоа што минатиот период имаше, можам да кажам слободно 8-9 години големи европски кризи, голема светска криза, но сепак потрошувачката на енергија во државата се зголемува помеѓу 2 до 5% секоја година. Тоа значи и покрај тоа што Македонија влегува во рамките на европските правила, има земено врска до 2020 година да има 20% од производството на енергија обезбедено преку алтернативни извори на енергија, останува еден дел од енергијата која треба да се набави од некаде и од нешто. Пошто изворите во Македонија се релативно ограничени и покрај тоа што 20% би се произведувала алтернативна енергија до 2020 година, останува еден сегмент кој останува непокриен. И може да избираме помеѓу внес на електрична енергија, внес на мазут, нафта и други деривати, но сепак како едно од најповолните и најисплатливи во овај момент и наредните 20 до 30 години е природниот газ. Прво е еколошки чист. Природниот газ се нарекува и сино гориво, тоа значи загадувањето е сведено на минимално, односно да не речем до нула. Тоа значи без разлика што не е алтернативен извор на енергија, во делот на покривање на еколошките, на високите еколошки стандарди кои се наметнуваат и кои ќе бидат наметнати особено на наредните 10 до 20 години, природниот газ го најде своето место. Од друга страна,
имавме доста голем застој на ова поле после изградбата на магистралниот гасовод Клечевце, Крива Паланка Скопје. 10 до 15 години немаше развој на гасификацијата во Македонија, потрошувачката беше останата на минимални 8, 9, 10%. Поради тоа, во изминатиот период, владата на ВМРО ДПМН направена стратегија за гасификација на државата, која опфаќа изградба на магистралните правци во целата држава, значи покривање на скоро сите поголеми населени места и градови, од една страна, а од друга страна и можност за зголемување на потрошувачката на природниот газ во приватниот сектор, за загревање, за користење во домакинствата, понатака во енергетскиот сектор, за производство на топлина и електрична енергија и секако во индустријата, каде што има можност директно, некаде индиректно да се вклучат во самиот процес на производство. Од овој голем проект веќе се опфатени изградба на околу 270 километри магистрален гасовод, кои би требало, ако се непречино се одвива изградбата, некаде до наредниве 2,5 години, да се гасифицирани најголемите градови во Македонија, значи покрај Скопје, Штип, Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола, Тетово и Гостивар. Со тоа се опфаќа, по моја проценка, некаде околу 70 до 75% од процентот на користење, на потребот користење на природен газ. Со тоа може да се овозможат добри услови за да природниот газ биде конкурент, од друга страна покрај еколошките добивки кои има природниот газ, да биде конкурент и на другите енергетски извори, за да може да се троши. Секако, ако немаме потрошувачка, цената би била како и досега висока, тоа значи нема и потрошувачка, нема и користење на благодетите од природниот газ. Се може само да се малку поспецифично тоа за газот, колку повеќе се троши, толку оние намалуваат цената. Значи колку е зголемена потрошувачката на газ и цената дури за разлика Газпром на има два основи. Првиот основ е секако на пазар, кога купувате повеќе, добивате можност да добијате пониска цена. Тоа е едно. А второ, самиот систем за пренос на природен газ и трошоците кои ги прави тој систем за природен газ, најголем дел се фиксни. Значи без разлика што ние минативе 15 години користиме 10 до 15, 8 до 15% од природниот газ, трошокот кој е наведен за одржување, за употреба на самиот систем за транспорт на природен газ се фиксни. Тоа значи ако имаме дупло или 3 пати поголема потрошувачка на природен газ, тоа значи и цената автоматски оди 60-70% пониско. Значи по два основи. Тоа е логична економска оптимизација. Во таа смисла тоа се вика. Да, така. Иван, кој е бенефитот за домаќинствата и компаниите од подобра енергетска стабилност и стамтеност? Благодарам. Крсте тоа многу добро го објасни. Со економска оптимизација. Колку поголема снабденост имаме со енергенси, толку се поевтини тие енергенси. Трошокот за нивниот транспорт е поевтин, по единица производ, самите инпути за да се донесе таа единица производ до нашите домови или до нашите компании станува поевтино, така да трошокот за компаниите и за домаќинствата кога имаме подобра енергетска снабденост, односно снабденост со енергенси, но исто така и стабилна снабденост, односно континуирано снабдување во текот на период на целата година со сите енергенси кои што ни се потребни, тоа прави да тие бидат поевтини за домаќинствата, за финалните потрошувачи, односно Македонија, домаќинства, компании и така натаму. Тоа прави кај нив да се ослободува капитал. Многу важна работа, бидејќи кога за нив се поевтини цените на енергенсите, дали тоа без разлика било нафта, дали тоа било некои други, дали тоа било електрична енергија, струја, дали тоа било, дај Божи, воиднен и гасот, исто така, што повеќе се употреба во Македонија, тоа прави ослободување на капитал, кој што кај нив, кај домаќинствата и кај компаниите, кај домаќинствата
прави да се зголеми заштедата дома, која што после тоа може да биде употребена како потрошувачка, односно се зголема потрошувачката кај населението, кај домаќинствата, или пак од друга страна таа заштеда се префрлува како депозити во банки, или пак се инвестира на други места, односно рипаат веќе инвестициите, односно депозитите. Во однос на компаниите, колку се помали нивните трошоци, за толку се зголемува нивниот профит. Колку се зголема профитот кај компаниите, толку ние повеќе може да очекуваме дека тие компании ќе инвестираат повторно во економијата, тие компании ќе вработуваат луѓе, тие компании ќе намалуваат невработеноста, на крајот на денот заедно со граѓаните, со домаќинствата, бруто домашниот производ на Македонија ќе расте. Се со едноставно намалување на цената на енергенсите. И ова не е некоја тешка логика на крајот на денот. Ако дома ги намалиме нашите сметки, повеќе зашто да имаме во нашиот џеб. На крајот на денот сите овие информации кои што ги говориме се подкрепени со студии. Повеќе меѓународни финансиски организации имаат извадено такви студии кои што ги извадија период на 2015-2016 година кога цената на нафта падна на светските берзи и истите тие потврдуваат дека со намалената цена на нафта развиениот свет има бенефит од би рекле грубо од 0,5% раст на нивниот бруто домашен производ само поради фактот дека нафтените деривати се поевтини за финалните потрошувачи. Од друг аспект, па ако говориме за домаќинства, компании, колку ние повеќе ќе зголемиме капитал да има во нив, односно финансите да имаат во своите раце, во својата собственост, толку побогато го правиме населението. А во овој случај, кога ние говориме на комбинација на алтернативни извори на енергија, во комбинација со скоро алтернативни како гасот, тоа е победоносна ситуација за сите страни. Повеќе од сигурно од овој аспект. Благодарам за тоа. Така е. Крсце, кога можеме да очекуваме гасификација и проток на газ во Македонија? Кажав, магистралниот гасовод за внес на газ во Македонија е изграден пред 24-5 години. Тој е достапен во неколку града во Македонија, но потрошувачката е минимална. Вториот дел за поврзување на наредните 4-5 града кои исто така се големи потрошувачи се очекува во наредниот период, значи изграден е магистралниот гасовод Клечевце-Штип. Во завршна фаза е изградба на делницата која го поврзува Штип, Неготино и Кавадарци. Во тек е изградба на потегот Скопје-Тетово-Гостивар и потегот Кавадарци-Прилеп-Битол. Тоа значи за наредните 2 до 3 години може да има физичка достапност на природниот газ на голем дел на територијата на државата. Со тоа треба паралелно да продолжат и другите процеси на дистрибуција, односно организирање на дистрибуција на природниот газ и вклучување на сите големи и мали потрошувачи директно на магистралниот гасовод. Така, да. Јупчо, оценка за актуелните политики на владата во областа енергетика? Да ви кажам наискрено, во овие први 100 дена, јас лично мислев и очекував наискрено дека ќе ги видам тие нивни пионерски чекори во учеството на, односно во јавното приватно партнерство во енергетиката. Меѓутоа бев да не кажам шокиран, меѓутоа да, шокиран бев, затоа што тоа немаше ништо, јас само нешто што видов дека некој си доделил на некоја си своја фирма 2,6 милиони евра, така да, верувајте, од она јавно-приватно партнерство со енергетиката на ваков начин не биде ништо. Ако тоа е направено за овие 100 дена, што ќе биде понатаму? Значи, апсолутно, никако не можам да се сложам, значи, ни случајно со ова што сега се прави. Така, да. Такво нешто за мене е навистина фрапантно. И уште не убедува дека тоа не се косево со законите. Да. Иван, вие да додадете нешто на ова прашање? Две точки ќе додам. Прво ќе би сакал да додам нешто за јавни приватни партнерства. Кога една држава размислува за развој на нејзиниот енергетски сектор, за целокупен економски развој на државата, не може државата сама она да инвестира. Ќе го зголеми јавниот долг на преголемо високо ниво, едноставно тоа е неодржливо. Мора да постои така наречено мобилизирање на приватен капитал. Мобилизирање на приватен капитал оди во две форми, или преку јавно-приватно партнерство, или како чиста приватна инвестиција. Македонија работеше напорно и има доста добри успеси во јавни-приватни партнерства во Македонија.
но тоа мора да продолжи понатаму да се одржува и да се развива. Тоа е клучот. Македонија не е држава која што може да си дозволи себе си голем јавен долг. Македонија не е држава која што може себе си да си дозволи да има постојан прилив на девизи од продажба на минерални ресурси. Едноставно ги немаме ние тие. Ние мора да се подпереме на сопственото знаење, на сопствената способност да произведеме нешто. Така да Македонија мора да креира знаење, искуство во однос на промовирање на јавните и јавно-приватни партнерства во Македонија. На тој начин Македонија ќе може да мобилизира приватен капитал кој што е апсолутно неопходен да биде вметнат во таа структура за да може да ги развие енергетските капацитети, да може да ја развие енергетската инфраструктура, да може било каква инфраструктура во Македонија на кратно да биде развиена. Тоа е првиот сегмент што сакам да го кажам. Вториот сегмент што сакам да го кажам е економскиот развој на Македонија. Оправдано е што населението, стопанските комори, од доста организации веќе во Македонија се загрижени за економскиот раст во Македонија. Ние во вториот квартал 2017, споредено со истиот квартал од 2016 година, имаме пат на економскиот раст од минус 1,8%. Тоа е многу загрижувачки, бидејќи ако продолжи таквиот тренд, веќе тоа може да се зголеми тој пат уште повеќе. Тоа е апсолутно негативно за економијата, делува премногу дестимулирачки за инвестициите. Секој дома како граѓанин, како компанија, почнува да се плаши, се чувствува несигурно, дали да инвестирам, дали да ги извадам своите пари, дали да како компанија да започнам со нова инвестиција, да градам нов објект, да купам нови машини, да вработам нови луѓе, бидејќи апсолутно си несигурен што ќе се случува понатаму. На тоа треба да го додадеме и моментот дека одредени политики на власта не влеваат надеж баш помеѓу населението и приватниот сектор во однос на тоа што ги очекува граѓаните и компаниите за во иднина. Едноставно постои несигурност како ќе се одвива даночната политика, буџетската политика и така натаму. Тоа предизвикува со намален економски раст и уште полоши очекувања за економскиот раст да сигурно трпи и идниот енергетски раст, така да кажем, или барем растот на потрошувачката на енергијата во Македонија. Тоа предизвикува намалување на поборувачката за енергенси во Македонија. Секоја намалување на поборувачката дефинитивно ќе придонеси кон нестабилност на тој сектор. Така да ние како држава мора да работиме напорно во промовирање на стабилност, во промовирање на сигурност, во влевање на сигурност и во влевање на позитивни очекувања помеѓу финалните потрошувачи, домаќинството односно и компаниите, помеѓу влевање на сигурност и чувство на сигурна бизнис клима помеѓу компаниите за да се осмелат за идни јавни приватни партнерства, да се осмелат сами да влезат некаде како приватни инвеститори. Толку е мојот аспект. Ви благодарам. Благодарам.